На трибината во Кочани, одржана во мултикултурниот центар, свое обраќање пред членовите и симпатизерите има лидерот Тито Петковски и председателот на општинската организација Сашко Стефановски. Според Петковски, лошата економија, секојдневното задолжување на државата, вработувањето по партиски клуч, доведувањето на странски инвеститори кои вработуваат лица за минимална плата, партизирано судство, полиција и администрација, заплашување на народот е она што полека но сигурно ја уништува државата. Инсталираа неофашизам во Македонија. Нема дебати, нема дуели, нема спротивставување на концепти. На Груевски не му паѓа на памет да ја внесе Македонија во Европската Унија, а ВМРО ДПМН стана занимање во Македонија. Тие сметаат дека имаат право над македонците, рече лидерот Петковски. Председателот на општинската организација на НСДП Кочани Сашко Стефановски пак рече дека на Кочани порано се гледало како на бели дробови на Македонија. Можевме да бидеме истраце на источниот регион, но за жалост станавме само слепо црево. Град во кој никој не сака да живее. Познатите светски брендови на македонскиот работник му нудат 130 евра месечно, сума што во нивните матични земји работниците ја земаат за само еден ден, рече тој. Да и покажеме на Европа дека Македонија е држава во која живеат прогресивни и слободоумни луѓе. Да и покажеме на Македонија дека Кочани повторно може да биде пристојно место за живење, порача Стефановски од трибината во Кочани. Лидерот Петковски во Кочани допатува во придружба на пратеникот Горан Нисовски. Присутен на трибината беше и председателот на општинската организација Виница Венцо Вујнов, како и членови на коалицијските партии.